9-0 за Македонија, а власта и понатаму гледа со розови очила на сериозните критики од Европската Унија, а единствена причина за евроинтеграциите смета дека се уставните измени. Дека тоа не е така, предупреди евроамбасадорот Дейвид Гир, кој ги повтори критиките нотирани во последниот извештај: високата корупција, ниската доверба во судството, партизацијата на администрацијата, злоупотреба на европско знаменце. Гир пред пратениците посочи дека извештајот ги нотира слабостите, особено во областите кои Европската комисија ги смета за суштински и дел од основните во пристапните преговори. Нема прогрес во делот против корупцијата, бидејќи сите знаеме дека таа е предоминантна во поголем дел области. Понекогаш се злоупотребуваат начините за донесување на закони по брзи постапки, за да се донесуваат закони кои што би не доближиле до европските закони и европската легислатива. Дека извештајот е најлош до сега покажува фактот што 3 од 9 нули се во клучните кластери, и тоа во правосудството и темелните права, владењето на правото и борбата против корупцијата. Опозицијата критикува дека одговорноста за лошиот извештај е на владата на СДСМ и ДУИ. Оти тие многу пати до сега предупредиле на лошите политики и одлуки, како што беа случаите за носење на измените на кривичниот законник по брза постапка. Во најкритичните години, 2016-2017 година, средната оценка на извештајот на Европската комисија бил 1,64. Најниските оценки Република Македонија во извештајот на Европската комисија ги има добиено во 2021 и овој во 2023 година со средна оценка 1,52. Зошто овој извештај е убедливо најлошиот, полош дури од оној од 2021 година, затоа што во овој извештај имаме вкупно 9 нули. За власта пак е успех тоа што сме немале назадување, а не е неуспех тоа што не е констатиран напредок во режиси ни едно поле. За владата напредокот на земјава е препознан и преку планот за раст, од кој 1 милиарда е за Македонија. Иако е јасно кажано дека без неопходните реформи нема да ги добиеме парите. Владата за лошиот извештај фрли топката во опозицијата и обвинува за блокада на парламентот. Европската комисија во извештајот укажува на потребата и да се донесат уставните измени, но и обврските од диалогот Жан Моне. Се бара и од оние политички партии и пратеници кои што работат на активна блокада на собранието, таа блокада да ја отклонат. Тоа го бараме и ние одамна, на тоа инсистираат и граѓаните, а сега и Европската унија. Од овие укажувања произлегува дека обструкциите го забавуваат исполнувањето на условите за продолжување на преговорите за членство и од тоа не може да се избегне одговорноста колку и да сакаме. Инаку, извештајот за 2023 за напредокот на земјава е еден од најлошите кои досега ги добила Македонија, со критики на речиси секое поле. Во насока на патоказите кои се дадени од Европската комисија. Собранието ќе свика седница на Националниот совет за евроинтеграција која ќе биде од затворен карактер.